Продолжуваме натаму, имавме одлични разговори за време на рекламите. Верувам дека и вие си го направивте вашиот омилен пијалок кој што сакате да го конзумирате утрински и да уживате во разговорите кои ги водиме во овој дел од денот. Ке продолжиме со Ален и со она што тој ни го носи во Македонија, бар малку да откриеме кои македонски вкусови им се допаѓаат на малтежаните, а кои ќе не ги донесете во Македонија. Што ќе биде она што на отварањето ќе направи бум во главниот град. Малку барем да загребеме на површината. Па би сакал да додам дека ние во Малта имаме два концепта. Едниот е во делот на сладкарскиот дел, а другиот дел е во делот на храната. Во делот на храната е нешто што го развивам више години и пол, кој што одлично се покажа, значи менито е доста обемно, можам да кажам. Поготово во делот на таа бранд секција, каде што ние си ги дадавме ајварот и некои си наши сирења, кои што се еден вид на, да кажам, дополнително на менуто кој што си го имаме, не знам, тостот кој што ги имаме со ајвар и сирење. Значи тост со ајвар и сирење, Ален секоја чест. Така да, тоа е дел кај што се обидовме на еден начин да правиме твист на самото мени, на некои си наши продукти да ги вметнеме во менито, за да можеме да ги презентираме на луѓето кои што се наши гости во Малта. И одлично се покажа. Дори они го кажуваат тоа ајвар, баџадера и тие некои вид на имиња кои што ги кажуваат, се обидуваат да ги кажат по наш сленки свет, така да истото што го имаме таму, со тоа што ние развиваме моментално еден вид на франшиза модел, можам да кажам дека самиот бренд е заштитен на ниво на Европска унија. Оваа година во април бевме поканети на експото во Лондон како гостин првично, за да видиме како тоа ќе се одвива како еден вид на сајм за франшизи, затоа што тоа е ние нас планува наредните 3 до 4 години. Истото ќе биде и за Македонија, така да доколку некој е заинтересиран за франшизата за нас, тука сме отворени за разговори. Следната година се појавуваме во Лондон, значи со штанд постоечки на експото, каде што ете ќе донесеме продукти и од Македонија и од Малта за да ги презентираме на истиот сајм. Големи се со ништата, франшиза е навистина огромен чекор, а нас не гледаат многу македонци буквално на секаде во светот, така да топла препорека доколку сакаат тоа да го однесат во Австралија, во каде и да сметаат дека македонскиот изум или идеја може да стигне буквално секаде. Но Ален, ја представувате Македонија на Малта, а Малта во Македонија. Каде се чувствувате по-свој? Тоа е добро прашање. Па видите вака, јас 11 години, ете кажам, најубавите години во однос на кариера ги посветив во Малта, таму каде што се развив. Меѓутоа јас од тука научи све што однесов еден вид во Малта во однос на средно училиште гостителско завршив како готвач, после тоа завршив факултет на Гоце Делчев, на Штипскиот. И додека студирав вонредно последната година, тогаш и се преселив на Малта, така и беше 2016 година. Така да двете места ми се убави за живење, но меѓутоа Македонија е таму каде што сум роден и таму сум свој на своја, така да кажам. Така. Доколку би ви понудиле амбасадорско место на Малта, да ве представувате Македонија, дали би го прифатиле тој предизвик, бидејќи и сега сте амбасадор на Македонија на Малта. Со се она што го правите, гордо ја представувате. Ете, ајварот сте го поставиле во нешто што не секојдневно и сте искомбинирале производи кои тука се раѓаат, а ги носите во светот. Така. Па видите, да, јас би прифатил доколку имам таква опција, со тоа што на Малта многу луѓе ме познава дека сум еден од неколкуте истакнати луѓе кои што се во делот на фелата на бизнисот. Луѓе ме познаваат како човек сум доста достапен, многу сакам да помогнам во делот на било какви проблеми кои што нашите граѓани на Македонија ги имаат во Малта. Секој сум тука за да помогнам, затоа што мислам дека некако сме оставени сами на себе, можам да кажам, во делот на тоа дека не сегде можеме да се обратиме кога сме во земја, трета земја, така да се наречам во Малта, така не гледат лицо трета земја. Малце потешко да се избориме, меѓутоа би прифатил. Зашто да не? Мислам да тоа би било чест.
Одлично. Немаме амбасадор од Македонија на Малта, така да мислам дека ова е една супер идеја со некој кој што ја развива и како бизнес идејата токму на оваа локација, а за многу брзо ќе ја донесе и во Македонија, но тоа секако ќе го видите на социјалните мрежи најавено, објавено за тоа каде ќе биде локацијата и каде ќе ги јадеме сладките кои што и како ја прославуваат Македонија. Но уште еднаш да се потсетиме на видеозаписот кој Ален Осман го направи како разгледница за Македонија. Да го погледнеме уште еднаш кај неговото видео представување и мислам дека е добра идејата да имаме амбасадор на Малта. Да, видео. This is mine. I come from simplicity, a place filled with hard-working people, from the beautiful land of Macedonia, who give with their hearts, care for one another and for everything around them. I've been lucky to have incredible role models in my life, who lead by example, by love, by showing you that if you want something in life, you have to go after it. And today, my dream begins. My own restaurant here in Skopje, in the place I call home. We'll see you soon. Местото кое вие го нарекувате вашиот дом, одлично видео спакувано, кој е заслужен за ова видео парче, со кого се работевте и како дојдовте на идеја истото да биде на овој начин презентирано, каде што и вашите баба и дидо ги има и би сакала да ги поздравам, бидејќи тие се најголемата поддршка за тоа како растаме, како созреваме и е навистина радост да ги имаме рамо до рамо до нас, имате привилегија да се уште меѓу вас. Така е, да. Видеото е снимено од нашиот филм директор кој што се вика Лерте Ума. Он е директор филм кој што започна својата кариера во Америка, значи со снимање на дури на Ферари, на брендови кои што се огромни постоечки во Америка, меѓутоа после неколку години, тоа е предно 4 години кога почнавме да снимаме, кога он се врати назад во Малта. И јас му бев првиот клиент кога он се врати назад во Малта и затоа сме малце така посебно емотивно поврзани, да, затоа што поддршката која што му дава во почетокот во однос на тоа дека дали ќе се пробие пак назад во соседната држава, му требаше малце време, меѓутоа е одлична особа и приватно и службено кој што знае како да ги долови и кога бевме во Македонија за да го снимам пред месец и пол дена цело ова видео, он сакаше да ги покаже убавините на Македонија заедно со мене, за да можеме еден вид да направиме реклама помеѓу Малта и Македонија, бидејќи Малта и Македонија има 3 до 4 пати во неделата авионски превоз. Со тоа што малтизите се горди за Мама Шугар дека во Скопје се ако да почнува се и по порталите не постираат во однос на тој дел дека се отвара. Више имаме организирано за отварањето кој што ќе биде во почетокот на октомври, нема да го кажеме се уште датумот. Каде што имаме организирано исто и превоз и смештај за многу лица кои што више сакаат да одат. Ќе снимаме сега некои видеа таму исто така за околу 10 до 15 луѓе наши следачи на Инстаграм кои што ќе бидат дел од самото отварање. Се обидуваме да донесеме на отварањето и некои малтешки представници кои што се во делот на музиката, кои што ќе пеат исто и малтешки песни, така да мислам дека ќе се напреден така убав гранд опен да кажам, каде што ќе се спојат Малта и Македонија и мислам дека државите на еден начин преку нашата компанија ќе се зближат, затоа што еден од продуктите кои што ние се обидуваме да го увеземе, сега сме во процес, е чист, тоа е нивно малтешко пиво и можам да кажам дека на Балканот сме први кои што ќе го увеземе во Македонија сега. Да. Ви ќе поставувате цврст мост и едни од почесните гости кои што ќе бидат на отварањето е и видни лица од Малта. Споделете ексклузивно за нашата емисија кој ви има потврдено присуство. Така, проектот бидејќи е поддржан од повеќе државни институции во однос на Малта, бидејќи е бренд кој што првпат во историјата на самата држава искача надвор од државата со малтешки дизајн и малтешки продукти. Се уште не е 100% потврдено, се обидуваме прави министерот на државата да дојде да сече лента со нас.
Сметам, сам неговата сопруга Лидија Бела смета дека ова е нешто што треба да се даде акцент, затоа што, пак ќе кажам, они се премногу горди што ние за прв пат правиме, како јас странец во нивна држава, да направиме нешто надвор државата со еден вид на декор малтешки. Ете тој брод што се обидуваме да го направиме, едва и најдовме човек кој што може да го изработи во иста оригинал со дрва, кој што околу 2,5 метра дол ќе биде закачан во средина на ресторанот. Па ќе кажам, дизајнот се обидуваме максимално да ги зачуваме тие брендинг вредностите, така. И да го дадеме тој малтешки тач, така да мислам луѓето ќе бидат баш изненадени од дизајнот, така да кажам. Верувам дека рамо до рамо со премиерот од Малта и премиерот од Македонија, вие на средина со сите видни личности ќе го направите мостот кој како ја поврзува Малта и Македонија. Така, би сакал да го поканам исто јавно. Нашиот брај министер да биде дел од нашето отварање, за да можеме заедно да започнеме една прва локација и убава приказна во нашиот град. Така, здраво Македонија, и тоа го прави секогаш ја праќа вистинската порака до вистинските луѓе кои што сакаат и јавно говорат дека младите во Македонија се враќаат, па затоа и да ја подадеме раката и да го направиме најдоброто за младите кои го градат тоа тука. Но, господја Бети, младите ќе зачекорат во нова учебна година, на нови улици. Што следно правите во општината и каде вложувате најголем напор за да Кисела вода биде општина во која што младите ќе сакаат да живеат? На многу полиња активно се работи и она што ние мораме да го правиме и го правиме е да бидеме во тек со сите збиднувања кои се од развојот на технологијата и така натаму. Еве, ексклузивно можам да најавам дека во следниот период активно работиме да имаме и надпревари каде што во училиштата, каде што ќе се користи вештачката интелигенција. Отлично. Именно што значи тоа? Ние не треба да бидеме како генерација можеби повеќе отпорност даваме кон вештачката интелигенција со аспект на тоа мене некој ќе ме заменува. Не, напротив, треба да ги прифаќаме предизвиците кои ги носи новото време и да се прилагодуваме на истите. Она што ние треба да го правиме и имаме за цел да го правиме е тоа да ги тераме младите да имаат истражувачки дух, критички дух, и сето она што значи да бидат во тек со новото време. За тоа да го правиме не само, го земав овој пример, но да се вратам наназад она бесплатна полуматура што ја правевме. Така. Ние ги поканивме сите председатели на одделенијата од основните училишта во Кисела Вода, кои се беа полуматуранти, да одлучат каква полуматурска забава имаат. И тие дебатираа и носеа одлуки. И како општина сакам да ги инволвираме младите во носењето на одлуки. Заради тоа што ние треба да ја поставиме основата за тоа дека тие утре ќе бидат оние кои што ќе носат одлуки, вистински одлуки, правилни одлуки за својата иднина. Многу проекти, многу работа и не се откажуваме. Ме радува и сакам да бидеме гости во училиштата каде што вештачката интелигенција ќе се применува на овој начин, така да очекуваме многу различни начини има. Верувајте, навистина е многу креативно, но самата технологија може да биде креативна, но ние сме тие кои ја адаптираме истата на нашите потреби и на нашите можности, да кажем. Правилно користење. Јас велам се со добра насока може да има правилен пристап. А за тоа колку градоначалничката донесе промени во општина Кисела Вода, што се е направено, да погледнеме низ фотографија, да раскажеме, да докажеме и покажеме за тоа што се зборувавме во првиот и во вториот дел. Слободно коментирајте како ги гледаме фотографиите на екранот. Новата спортска сала Расадник, која во соработка со Министерството за спорт, со поддршка на премиерот на Република Македонија, се отвори и до спортската сала е нашиот нов плоштад од едно место каде што во минатото луѓето не можеа никако да го користат, веќе имаме простор каде што ќе го развиваме спортот, спортскиот дух кај младите. И имаме простор каде што навистина многу убави забави може да се прават и дружење да има. Сега имавме брзо културно лето, на тој дел до салата, ова е внатрешниот дел на салата, навистина е многу убаво направена.
И Долги години беше запоставена. во многу лоша состојба и започна мојот претходник Орце Георгиевски и еве нели крајниот резултат е она што заедно успеавме да го направиме, секако со поддршка на владата на Република Македонија, морам да кажам, и затоа често велам, заедно луѓе. Само тимско работење, искрена поддршка и тоа е што е. Сега оваа фонтана е празна, заради ситуацијата, но навистина представува едно убаво место каде што на која локација е оваа фонтана? Одма до самата сала, значи во делот на плоштадот, новиот плоштад Расадник, кој е навистина многу визуелно многу променет дел на има еден дел каде што е тоа и еве веќе во голем дел одана, што значи градба на патната инфраструктура, на многу потези се градат нови улици, се рехабилитација, значи. Значи, во делот на кисела вода најмногу овој пат во овој период се работи, како што кажа улица Томе Арсовски, Жил Верн. Така, Томе Арсовски главен крвоток до центарот на градот, така да. И булевар Македонија сега, нели? Да. Така. Јас до овде не дофрлам без очила. Исто поддржано од влада на Република Северна Македонија. Така. Да. Имаме голем дел на активни проекти кои се работат, морам да кажам, Бабин дол, например, ќе го спомнам, тоа е канализација која се прави за Припорчани, кои многу ја посакуваат и ја имаат и е неопходна да ја имаат. Важно е да во 21. век зборуваме за тоа, но ме радува дека се случува. Спортска сала, например, сега брзо пуштавме во подрачното основно училиште Круме Кипевски, и многу се работи и многу има простор за уште да работиме. Ова е една панорамска слика од кисела вода, кој дел на кисела вода и кој верувам. Значи, и за во кисела вода морам да кажам дека и да побарам трпение од граѓаните за изградата на булеварот Борис Трајковски, кој градоначалникот на град Скопје вети дека брзо ќе биде завршена. Е ова веќе местната заедница во населба Пинтија. Конечно во овој дел на градот, во оваа населба, тие ќе имаат едно навистина прекрасно место, кое што ќе им служи на граѓаните. Многу убаво изготвено, направено. Пинтија расте и многу граѓани го одлучуваат како место за... Таму градиме исто така подземна инфраструктура, значи канализација, довод-одвод, се асфалтира скоро сите краци на Саса улица. Веќе Пинтија доби сосема нов лик. Ова е новата сала која ја пуштивме многу скоро со премиерот и министерката за образование. Тоа е во подрачното училиште Круме Кипевски. На ова место овде беше порано за жал место за собирање и неубаво спортско играње. Ова е од Киноверзум, кога отваравме кино во населба, во село Драчево, се извинувам. Во село Драчево имавме порано кино кое за жал згасна и еве сега како општина дури и во соработка со Кинотека на Македонија правиме да минимум еднаш во месецот имаме бесплатни проекции на филмови, оние стари добри македонски филмови. Секоја чест. И нели да работиме. Жена лидер на терен. Тоа е. Значи ја обожавам работава, посебно кога се оди на терен и кога се работи и кога сме помеѓу граѓаните. Во ова е во потегот на речиште, во Драчево, ова е веќе во кисела вода, во делот позади Мак Петрол бензинската станица. И еве и во Драчево да се вратам назад, значи на голем потек се асфалтираат улиците во делот познат кај граѓаните. Речиште, значи голем број на улици се асфалтираат. Сега има огромен застој и семафорот кој што поврзува до Батинци и Драчево, мислам дека тука малку треба трпение. Треба таму трпение, да, но ете ова е во другиот дел на населбата каде што се работи, ќе се продолжи да се асфалтираат и герниките и навистина многу да се сработи. Полека со фотографиите за да може да ги коментираме. Ова веќе е во населба Драчево, местната заедница, каде што и таму имаме нова, ќе имаме за многу скоро од денес нова местна заедница која е навистина
многу убав објект и објект кој ќе служи на граѓаните, нели, за дружење, за Така е, местните да ги заедници имаат се- услугите на општината поблиску до нив и не само на општината тука ќе биде во тие простори како претходно катастарот на Република Македонија, значи и многу други услуги. Гледаме услугите да ги доближуваме До граѓаните. до граѓаните. Местните заедници се собиралиште, особено на лицата од трето доба, и те како се потребни за да постојат. Така. На трешниот дел, но ова е веќе постара фотографија од кога бевме увид да правиме во градежните активности. Многу често ги правиме, не толку често ги постираме сликите, колку што често го правиме тоа, верувајте. Така, со оваа фотографија го затвараме вашиот колаж на Значи, ова фотографии. е во делот на каналот во Драчево, каде што ќе имаме поплочување, значи едно средување на каналот, црн канал. Едниот мала рада веќе е завршен, сега останува делот на црн канал, каде што ќе биде и поплочено, за да биде и потенцијално, нели, во иднина шеталиште, но исто така и граѓаните да се чувствуваат безбедни и да биде, да биде навистина убаво. Ви благодарам што ете она што не го имате споделено на социјалните мрежи, го споделивте не само за жителите на општина Кисела Вода, туку и за сите кои можеби идното живеалиште би сакале да го одберат токму во вашата општина. Сите се добре дојдени. Така, Сите се така, добре дојдени. Продолжуваме натаму со фотографиите на Емилија, да ги погледнеме фотографиите на дамата која од Малта се врати и ни отвори свое катче во Македонија, тоест во општина Кисела Вода. Емилија, слободно коментирај го она што го гледаме на екрана. Пред се да кажам дека ова на сликата е мојата мајка. Колку години има таа и дали е мајка ми, разубавување да. или само освежување на Ова е нејзиното лице? третман на лице, анти-ејджинг третман на лице или reverse age, што јас би сакала да го кажам. Така. Јас со третманите на лице едно од моите омилени работи да ги правам се третманите на лице, особено анти-ејдж и проблематична кожа кај тинејџери, бидејќи само довербата што им ја враќам на тинејџерите е нешто за што си ја сакам професијата. Мојата мајка има 56 години. Во главном не сум наследила од неа многу, бидејќи е од онаа генерација кај што дајстве на децата, него да се грижиме за себе, нели? Да. Но се обидувам да ја вратам, научите или да ја поинаку. научам на нешто повеќе и да ја упатам како да се грижи повеќе за себе. За себе. Така, тие генерации се повеќе посветени, за жал се менуваме, но Да, работам иначе со германски бренд за козметика, професионална козметика, биодрога се вика. Ова на сликата се киселини од професионалната козметика, киселини што се дел од третманите за лице. Така. Се препорачуваат еднашка во месецот да се прави третман на лице со киселини на еден вид длабенско чистење и навистина има преубави ефекти. Резултати. Само еден третман има колку преубави. дамите сакаат веднаш резултат? Колку се потребни третмани за да ете добиеме, како што рековте, реврс на годините, Reverse односно age, да. враќање на годините, барем за 1 до 2, да изгледаме помладо. Така, јас секогаш кога имам, бидејќи пред секој третман правам една кратка консултација со клиентот што го имам, секогаш сакам да кажам дека треба да се негуваме и да изгледаме колку што имаме години. Така. Да не јас пред се за себе кога зборам, не сакам да изгледам како да имам 25, бидејќи имам 35, си ги сакам моите години, но не сакам ни да изгледам како да имам 45, нели? Сакам да изгледам Барем да изгледаме млада и негувано витална. за своите години. Мислам дека оние што се брзи ефекти на подмладување не се долгорочни, барем според мене. Мислам дека убавината во жената е во негата, во самата нега што си ја дава на самата на себе и едноставно кожата враќа. Нега на лице и нега на стапала, за целото тело треба да се во мојот салон грижиме. буквално имаме и педикир, маникир, третмани на лице, третмани за слабење, масажи на тело, трепки, веги, нели све што една жена може да посака и мажи. Јас сум многу изненадена во Македонија колку се грижат мажите За за себе, да. Не очекував искрено да ви кажам, мислев дека тоа е поевропски некако, пошто ние имаме нели малку тоа балкански менталитет, но баш се грижат. Ова е мојата киркичка, тука пуни 7 години. Атина. Инспирацијата за Да. се во животот, верува. Да, мојот салон се вика Beauty and Wellness Атена, како слоган Find Your Inner Goddess, а инспирација ми е мојата кирка, таа се вика Атина, нели? Така.
така и Божицата на убавината. Божицата на мудроста. Мудроста. И стратегијата, да. Афродита е на убавината. Ова се Lash and Lift Brow Lamination и Lash Lamination на трипки и веги. Кога некоја жена нема време од сабајле да се нашминка, а сака да изгледа нашминкано и така тоа си седи од сабајле, само си ставаш малце рушче и си спремна за да излезеш, нема потреба многу да се задржуваш. Триковите кои што можеби некој не ги познава. Да, точно така. Одлично, следна фотографија. Ето со Ногти, исто така се го гел споменавме ногти. и ова како услуга. Следна да. фотографија. Ова е на еден од семинарите на Биодрога. Скоро секој месец имаме семинар во Белград, бидејќи тие се застапници за брендот на Балканот. Скоро секој месец имаме по некој семинар. Едукацијата и како потребна. Едукативно, да, особено кога се работи за лице, секогаш сакам да се надградувам. Секогаш има нешто ново, некој нешто иновативно ново. Нешто ново и различно. Да. Тоа е од другата страна е главниот застапник на Биодрог. Така. Со оваа фотографија го затвараме вашиот колаж Да, на фотографија. ама Ова е исто целото богатство на едно семејство. Мора да има и миленик семејството. Да, точно. Така. Без најава, некако на брзина од режија сакаат да ги прикажат, затоа што сакаат да гледаат храна и убави работи, па ајде, продолжуваме со фотографиите на Ален Осман, да погледнеме низ фотографии и да го раскажеме се оно што некако во текот на ова гостување го раскажувавме. Ален, повелете. Ова е слика со наш клиент, кој што имавме еден вид на челендж во однос на за колку најбрзо ќе може да изедат луѓето 2 бургера. Нормално со Скопско, секако во сите наши локали имаме исто така наши македонски продукти. Одлично. На Малта? На Малта, да. Имаме Скопско, имаме тиквеш, исто така дивата Значи ништо ракија. нема да ни недостига доколку дојдеме на Малта. Не, имаме лимонада, боровница, така да си знаат луѓето кои што се таму. Ова е еден последен настан за награда кој што добивме 2 награди од BIP Awards, кој што е од Англија, лиценца во Малта. Тука е мојот тим, можам само да ги поздравам мојот тим кој што макотопно работи во Малта, 34 се на број во моментов. Не би бил таму кај што сум сега во моментов, секогаш кажувам дека тимот кој што работи... Во секоја работа е најбитна. Они се моите амбасадери сегде во сите локации, на сите 3 места, така да би кажал дека без нив нема да сме таму кај што сме сега во моментов. Одлично. Да. Ова е отварањето на последната локација во Гозо на островот, значи, кој што е отворен на 15 јуни оваа година, таа е последната локација. Ептентазе. Ептентазе, да. Таму исто има доста млад тим на луѓе кои што исто работат. Колку сакате да вработувате македонци која ете, се преселуваат и ја бараат својата шанса некаде надвор? Во моментот во нашата компанија имаме од 14 лица вработени македонци кои што работат кај нас. Дел се во кујна, дел се во производствениот дел, дел се деливери особи кои што ги носат продуктите, така да голема застапеност имаме на македонци. Да, во еден период исто така компанијата имаше затоа и истакната како компанија за лица со посебни потреби работување, стигнавме до 39% од компанијата за лица со посебни потреби. Браво. Во секој сегмент во однос на со деливери, во делот на продуктите, во производството, така во секој дел се. Ова е државна награда која што добивме второ место во однос на квалитет, Malta Business Awards, кој што беше лани во ноември, ако не се лажам. Лани, претходната година добивме за инклузивност на ниво на цела држава прво место. Да, тоа е дел исто од настанот. Тука е Сонја, да ја поздравиме Сонја кој што макатрвна работи во кујна, нашиот прв дизајнер Сања. Ова исто така од истиот настан. Одлично. Да. Ти Малта ви има препознаена во секој сегмент. Да. Мислам дека со квалитетот и со тоа што се разликуваме од другите компании кои што работат во Малта. Ги споменувавме сладките, а сега гледаме и нешто солено. Да. На мените имаме голем број на во однос на делот на храната, како што кажав, комбинација доста од наши продукти,
Во делот на бранч, во делот на доручокот, мекицата е многу позната, сајвер со парче сирење, значи предевише се нарачува сите објекти. Тоа е нешто што е така интересно. Вафлите кои што ќе си имаме сајвер, исто имаме вафли за Вафли со ајвар? да. А вие сте... Така да во тој дел исто така, значи доста ова исто од Гозо, овде ми се моите менаџери, Лопес и Кристина, кои што исто могат да работат, константна линија сме заедно за да може да се функционира таму, иако не сум таму. Браво. Така да сум сега тука во Македонија. Ова е делот за... Редица што чека за вафла со ајварче. Не. Се шегувам. Не. Ова се наши македонци, обично за сите наши празници даваме, ова беше за во јануари, мислам дека, ако не се лажам. Да. 19 јануари за Водици? Па не сум Некој од празниците. за Коледа беше. А, за Коледа, така браво. Да. Така да ги во локалот Буџиба, кој што има највише македонци кои што живеат во таа населба, организиравме да дојдат на Коледа, така да сите Браво. да заедно со Резита, можам да ја поздравам професорката Резита по македонски јазик, која што исто така предава македонски јазик кај нас на Малта. Така да заедно бевме и организиравме сите деца да може да дојдат за истиот ден. чест. Да, ова е еден тим билдинг кој што компанијата го прави секоја година еднашка за сите наши вработени, така и за Македонија. Следната година ќе идеме во Шпанија, сите заедно, така да сите локали и во Македонија, овде и во Малта ќе се затворат и тимот ќе се соедини во Шпанија на еден убав тимбилдинг, каде што луѓето се запознаваат меѓу себе во компанијата и каде што се зближуваат, сакам да кажам, тоа што мислам дека тимбилдинг е нешто што е многу битно во денешно време и со тоа што нашите луѓе не се знаат меѓу себе, баш е доста продуктивен на крајот на денот во тој дел. Ова е исто во Ова е Гозо. работа што треба да се работи со насмевка, така да... Да, да. Ова е Кристина, нашиот менаџер од Буџиба. Јас само ќе се надоврзам да зашто не ми испратено слика од мене бидејќи сум едно од Редовен заштитните посетител. лица и заштитен кај него во Мама Следно? Сугари во Малта и тука, да. Ова е исто на Гозо, кај што дававме бесплатни продукти на лица кои што беа дел од отварањето. Тука имаме на сликата Дубај чоколада. Тоа е еден исто хит кој што го направивме моментално во Малта. Први бевме кој што го лончиравме и можам да кажам гордо дека трошиме до 400 кила јагоди месечно. Значи тоа е еден продукт кој што баш се проби на самиот пазар. Меѓутоа луѓето ги обожаваат нашите продукти, па ќе кажам дека све е свежо, не е замрзнато и луѓето го познаваат квалитетот и така некако за тие 5 години нецели се пробивме на пазарот баш со 3 локации. Луѓето асоцираат многу со постоечкиот бренд, знаат дека е нешто фамилиарно, така да уживаат во сите локации кај што доаѓаат. Ова исто во Буџиба, ова исто за Коледа. Да, ова се кебапчиња. Нешто што секој кој доаѓа во Македонија сака да проба ове. Да, моментално можам да кажам дека кебапите не се еден од топ продуктите на Малта во продажба во однос на делот на храната. Значи малтиците ги обожаваат кебапите, се вика Keb Up Me на самото меню, малце твист направивме на името во тој дел. Ова е исто награда која што исто ја добивме за квалитет на компанијата. И исто така како вендор на доста настани државни и локални кои што се држават по општините, обично сме секогаш присутни со штанд со благи на сите општини. Се обидуваме максимално да се одржиме фестивали кои што ги правиме за храна исто така, значи локално. И ова е девојките, тоа е Буџиба тимот, менаџерката со сите нејзини девојки кои што работат на таа локација. Одлично. Ете. Ален, во интерес на времето ви посакувам навистина успех во се што имате да реализирате, што е пред вас. Се надевам дека и во Македонија ќе бидете успешни идентично колку и на Малта, можеби поуспешни бидејќи се враќате дома. На сите вам ви благодарам што ги отворивте срцата, ги отворивте вратите и ја раскажавте својата приказна. Имавме двајца македонци кои од Малта по 10 години ни се враќаат дома. Само еден од редица примери кои верувам дека ќе ги раскажеме ни Здрава Македонија. Градоначалнички ви посакувам успех во се, бидејќи навистина да сте професор е едно, но кога сте веќе градоначалник, верувам дека тежината добива сосема поинаква димензија.
Ви благодарам на можности, навистина беше чест и задоволство да се биде во вакво друштво. Така, Затоа што нивниот пример е навистина она што не мотивира нам да продолжиме да работиме успешно, за да имаме зголемување на ваквите примери. Така, работиме за зголемување на ваквите примери со промоција на национален медиум, бидејќи Македонија и текако ги отвара вратите за оние кои сакаат да го продолжат својот пат дома, бидејќи дома е најубава. Ние и натаму остануваме да бидеме најдобрите во македонскиот етер со промоција на убава македонска музика. Останете и натаму на Канал 5.